тажно, што живеат во животи туги. Не ме ограничен за некои работи, нон-стоп со игри, нон-стоп по терени, со топка, со некои барканици, трчање. И така Ивица порасна. Со мојата девојка веќе има скоро 3 години сме заедно и мислам дека ја пронајдов истинската љубов. А како стана пеач? Прво свирев јас, значи бас, гитара, во бенд имавме друг пеач, после ајде да ме пробај ти. И кога Ивица проба, веќе не го пушти микрофонот. Па ова последно, кога сме се темашки, јас мислам беше дека најдобар настап до сега. Што мисли за Тоше? Тој кој ги отвори вратите на македонска музика, со неговиот глас вистина фасцинираше. Јас избрав Цреша, пошто мислам таа песна баш гаѓа онаму каде што треба. Денес ко сонлива песна, ке долета мирисна цреша, кога пролет ке расцути в поле, една цреша што мене ме чека. Кога морам да одам реком, што имам куќа и нива, нека земе што му треба секој од цешата да ја најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, да живеа до животи туги, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се срами. Секој и на славе камен фрламе гој. Што е тоа во луѓето тажно, да живеа во животи туги, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се срами. Ова што ви нуда не е сонцето злато што свети. Ако можат би го продале Бога, а нив само еден ке им суди. Што е тоа во луѓето тажно, да живеа до животи туги, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се срами. Што е тоа во луѓето тажно, да живеа до животи туги, кој во моето минато
zdać się sam. Дами и господа, уживавме во настапот на Ивица. Ајде сега да ги чуеме коментарите. Ти направи вечерова една голема грешка, пријател. Не требаше да кажеш дека имаш женска 3 години. Значи, ја разочара твојата целна група, пријател. Не верувам, така? Така. Ти вечерова само уште еднаш покажа и докажа зошто си овде, пријателе мој. Јас ти предвидувам блескава иднина во идолот. Браво, Ивица. Не верувај, Иво, мислам, каква е таа верба која е насил на крајот на краиштата, нели? Прекрасен беше таа леснотија со која што ти излегуваш на сцената, ги принесуваш песните, ги исполнуваш со емоција. Најверојатно е тоа што луѓето го процениле кај тебе и ова жири, нели? Исто мислам дека те чека убава, блескава пејачка кариера. Во идолот вечерва баш ке ме интересира до кај ќе стигнеш. Безуспешно се трудам цело време да се јавам во Хрватска, кај авторот на песнава, Мирослав Рус, за да те чуе, баре малку да те чуе. И да знае дека постојат пејачи кои што ќе го продолжат и понатаму векот на песнава. Многу сум свесна за моментот дека денеска ви трепера душите, вечерва не ви е лесно воопшто, но она што е најважно, пред се морам да признам дека твојот стајлинг е многу оригинален, како и минатиот пат. И мислам дека си навистина многу погоден да човек работи на твојот изглед и да го трансформира од еден во друг стил многу лесно. Веројатно тоа ти го дозволуваш, а тоа што имаш девека 3 години не се секирај, жените сакаат мажи кои умеат да сакаат. Да. Ивица придружи се во црвената соба кај Ивана. Девојки, дали погреши Ивица што каже дека има девојка? Да? Не? Да? Уште еден аплауз, Ивица, ке може ли? Ајде да чуеме и да видиме што има тој да каже во друштво на Ивана. Иво веќе успеа да стигне до црвената соба. Кажи ми како си задоволен од твојот настап? Слушнав доста позитивни критики од жирито. Па, сум задоволен од својот настап, само малку имав со слушалиците проблем. Ми се извадува таму насред песна и... Ама битно се снајде, да. Ти си веќе афирмиран пејач. Имаше ли поддршка во публиката? Да, имав. Девојка ти беше дојдена? Па да. За тоа си ја испеал ти толку добро песната. Кажи ми, наоружани ли се, стружени добро со телефоните? Купиле ли повеќе карти за да гласа? Мислам да. Добро. Очекуваме да влезеш понатаму да те гледаме во гала концертите, а нашите гледачи секако да продолжат да гласаат за Иво на телефонскиот број кој што го гледаат на нивните екрани.